Министерството за култура има пари за сите институции да работат во подобри услови и со заселен капацитет, но потребно е домакинско и одговорно трошење на парите, смета министерот за култура Роберт Алагјозовски. Тој вели дека од досегашниот увид во работата на Министерството, минатите 11 години се трошело на непотребни проекти и се вработувале профили на кадар кој што не им е реално потребен на институциите, што доведе до проблеми на повеќе нивоа во ресорот култура. На периферизацијата ние ќе одговориме со деметрополизација. А тоа значи дека приоритет ќе не биде да ја децентрализираме културата. Културата да излезе надвор од тесното централно јадро на Скопје, на метрополата, да излезе од центарот на Охрид, да излезе од центарот на Битола и во таа смисла да се шири низ сите средини и сите градови низ државата. Сосема сме свесни за сите проблеми со кои што се соочуваат струмичките институции, впрочем и многу други институции надвор од Скопје, па дури и во самото Скопје се соочуваат со тоа. Во културата има од една страна голема вработеност, но таа е најчесто несоодветна, значи вработувани се кадри кои што не се потребни како профили на една институција, додека виталните профили и виталните кадри недостасуваат. Ние имаме многу млади и невработени луѓе, имаме луѓе со фантастични CV-а, кои што можат да се вклучат во работата на институциите. Алагјозовски вели дека Министерството во следните неколку години ќе се посвети на децентрализација на културата, не само во поглед на настаните и манифестациите, туку и во инвестирањето во подрачните институции. Во рамките на она што е буџет на Министерството за култура, кој што е 3 милиарди и 300 милиони денари, пари има за сите и пари има во еден период од 2 до 3 години сите проблеми да се решат, вклучително и покривот, вклучително и подрумот на Центарот за култура, вклучително и кадровските потреби на музеот и на Домот за културата, на културниот центар. Само пак ви велам, наша прва работа е да се ослободиме од непотребните трошења, од расфрлањето со државните пари, од градење на нови, непотребни и нефункционални градби, а се разбира во таа смисла да ја потршиме вистинската и реална културна инфраструктура, културните објекти кои што со години, со децении ја извршуваат својата функција и треба и тоа да продолжат да го прават. Според министерот, децентрализацијата е веќе започната со конкурсот што го распиша Министерството Нов културен бран, кој што досега опфатил повеќе од 100 настани во внатрешноста на земјата.